Добро вечер и се разбира благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ова вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер да бидеме заедно, се разбира во Божјото присуство, со заедништвото со Таткото, Синот и Духот Свети. Почитувани, навистина е голем благослов да можеме навистина да имаме заедништво со Божјото свето тројство. Самата Библија зборува за тоа заедништво и за тоа единство, кое е многу клучно и многу важно за нашиот духовен, се разбира, развиток во верата на живиот Бог. Сакам да ве поздравам и да ви посакам благослов Божи на сите оние кои што оваа вечер ќе ни слушаат, а се разбира и на сите оние кои што во текот на целата недела која е пред нас ќе можат да ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Минатите 4 емисии зборуваме на вистина за доста изобилна и клучна и многу важна тема за нас, од која што можевме да извлечеме доста поуки. Се разбира, сите одговори ги црпиме од Светото Писмо, кој е извор на животот. Библијата е најстарата книга, меѓутоа и најактуелната книга, затоа што Бог е автор на самата книга, затоа што таа сама по себе е инспирирана од Духот Свети и има сила. И затоа реков дека од таму сите поставени прашања ги црпиме, се разбира, и одговорите и примерите кои што ни се дадени како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет. Се разбира дека даваме примери и од секуларниот живот. Дали Бог не разбира е нашата вечерашна тема. Всушност, дури сите овие 4 емисии поминати зборуваме дали Бог не разбира. Тоа е една работа, но исто така зборувавме навистина колку многу важно е да се разбираме едни со други. Ако го имаме тоа заедништво, ако го имаме тоа единство кое доаѓа од небото, злабоко верувам дека ние ќе се разбираме едни со други и нема да постојат меѓу нас никакви, ама буквално никакви препреки. Затоа што многу често пати меѓусебно не можеме да се разбереме, ниту пак имаме заеднички јазик, ниту пак имаме заеднички одговор, потреби или споделувања. Ова многу често пати кажавме дека донесува голема несогласност и навистина се појавува еден огромен проблем меѓу нашите човечки односи. Недоразбирањето носи лоши резултати. Набројавме неколку работи дека недоразбирањето носат и тоа какви проблеми. Доста тешки проблеми. Проблеми во бракот, помеѓу родителите, така кажано, меѓу семејството, комшите, црквата и така натаму. Па макар што малку беше интересантно кога споделувавме околу црквата, но факт е тоа дека постојат недоразбирања дури во самата црква, па и во другите верски објекти. Понекогаш ние се трудиме толку многу да докажеме одредени работи дека сме во право и ќе не одиме на тоа дека всушност нас никој не разбира. И тука настануваат сите тие проблеми и доаѓаат тие разочарувања меѓу нас. Постојат моменти кога некогаш дури не можеме да изразиме факт, за да може некој да не разбери. Знаете, почитувани, оно што понекогаш го чувствува срцето, устата не е во состојба
да го изрази или да го докаже. Понекогаш ниту самите можеме нештата да ги објасниме или дефинираме, за да дадеме еден одреден факт на многу работи кои што ние ги имаме или сакаме да ги докажеме. Но кога и не сме во состојба да докажеме одредени работи, немаме доволно елементи да докажеме за една одредена работа, дека сме во право, тогаш и во тој момент Бог не разбира. Дали Бог не разбира? Зборувавме дека одговорот е толку многу едноставен, дека Бог не разбира. И видовме библиски факти, дадени преку Словото Господово, зошто Бог не разбира. Затоа што видовме дека Бог е креатор на небото и земјата. Прво. Второ, видовме дека Бог е креатор дури и на човекот. И потоа Словото Господово ни вели вака: и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дигна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Понатаму кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека се она што Бог создаде беше добро. Така Библијата вели дека беше добро. И на крајот Бог во седмиот ден, всушност тој е саботниот ден, вика Бог си одмори од сите своји созданија, поточно тој и се прослави. Потоа видовме во втората книга на Мојсеј, 4 глава, и еве што вели таму. А Господ му рече: кој му дал на човекот уста? Кој го прави нем, глув, да гледа или да е слеп? Зар не јас Господ го правам тоа? Потоа изреки 20 глава, 12 стих вика: уво што не слушне и око што не гледа. И едното и другото Господ ги создаде. Сега се надевам дека можеме да разбереме дека тој нас не создаде и дека тој најдобро не познава и разбира. Затоа рекол Библијата има одговор за сите наши прашања. Еве зошто Бог најдобро не разбира. Дури кога ние не сме во состојба нештото да ги објасниме, Бог не разбира. Бог го чита нашето срце. Апостолот Јаков зборува дека Бог е поголем од нашето срце, затоа што тој го создаде нашето срце и сите останати други елементи во телото Бог ги создаде, за да човекот може да биде комплетен. Бог го познава човекот, затоа што тој е мајсторот, тој е моделарот, тој е креаторот, создателот на човекот, на целиот свет и се што е видливо и невидливо за нашите очи. Тој знае се за нас. Знае што ни фали и што не ни фали. Ги знае сите наши потреби. И затоа е многу важно да разбериме дека Бог не разбира од кого е да е било најдобро. И не само што Бог не разбира најдобро, тој не разбира најсовршено, затоа што тој не создал. Ќе отвориме во првата книга на Мојсеј, 6 глава, 5 стих. И еве што ни вели Словото Господово. И Господ виде дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножува и дека сите помисли и мисли во срцата нивни беа зло во секое време. Замислете си, Господ го виде лошотилокот меѓу луѓето на земјата, дека се умножува и дека сите мисли и помисли во срцето нивно беа зли во секое време. Всушност, Словото Господово ни открива дека Бог ги знае сите наши помисли и мисли кои се кријат длабоко во длабочината на нашето срце. Тој сето тоа го разбира и сето тоа
го знае. Ја би сакал да ви дадам еден библиски модел кој што верувам дека ќе ни помогни многу повеќе да разбериме дека Бог не разбира од кого е да е бил повеќе. Ќе отвориме во книгата Создание или во почетокот, 11 глава, ќе читаме од 1 до 7. Повторувам, ќе отвориме во книгата Создание, во 11 глава, ќе читаме од 1 па се до 7, се разбира. Ќе читаме и ќе видиме како луѓето на земјата почнаа да градат Вавилонска кола. И еве што ни вели Словото Господово. По целата земја имаше еден јазик и исти зборови. А кога луѓето се селеа од исток, најдоа рамнина во земјата Сенар и се населија таму. И си рекоа меѓу себе, ајде да направиме тули и на огон да ги печиме. И користиме тулите наместо камен и земја, смола наместо вар. Потоа рекоа, ајде да созидаме град и кула висока до небото и да се здобијаме со име пред да се растуриме по целата земја. Тогаш кога Господ се спушти да ги види градот и кулата, што ги зидаа синовите човечки. И рече Господ, внимавајте, ете, еден народ се и сите имаат еден ист јазик. Ова е само почеток на нивните настојувања. Наскоро ќе прават се што замислиле или наумиле. Ајде да слезиме да им го збркаме нивниот јазик, за да не се разбираат еден со друг. Видите, повторно гледаме дека Бог ги чита мислите на нашето срце. Иако можеби се многу длабоки, но Бог ги чита и ги знае. Затоа вели, наскоро ќе направат се што тие замислиле, се што има во нивните мисли и се што има длабоко во нивното срце. Ајде да слеземе и да им го помешаме јазикот. Значи, овој библиски модел се надевам дека ќе ни помогне да можеме да разбереме зошто Бог не разбира. Затоа што Тој ги чита нашите мисли, затоа што Тој го чита нашето срце. Пред очите на Господа се е голо и Тој се знае за нас. Секоја помисла кој што доаѓа во нашиот ум, во нашиот систем, Бог ја познава од кого да е било многу повеќе. Затоа Бог најсоодветно и најдобро не разбира сите нас. Тука ќе застанеме со овој класичен пример, кој го видовме во Светото писмо. Дека си рекоа помеѓу себе си, види, наскоро се што ќе наумат, ќе направат. Ова се само неколку зборчи на кои ни ги открива, се разбира текстот. Си рекоа помеѓу себе. Значи, тие си рекоа помеѓу себе. И вика Бог виде. Ги прочита нивните мисли и Бог кажа се што човекот ќе науми, ќе намисли и тоа ќе направи. Реков дека ова е еден изворен пример. Има многу вакви примери, се надевам дека во наредните емисии се разбира ќе зборуваме за една многу клучна, важна тема, која што верувам дека е охрабрувачка тема. Затоа што сите сме биле во еден ваков период, во еден ваков случај, кога се трудиме да докажеме нешто, а никој не разбира. И веќе сме разочарани. Но верувам дека овие емисии кои што се емитуваат
во емисијата Гласот на вистината ќе послужат како благослов дадени преку Светото Писмо, а се разбира за слава на нашиот Господ и Спасител. Имајте пријатна и благословена вечер, Господ со вас нека биде и се разбира се слушаме во наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно за сите. Амин.